Приказни за легендарни неверојатни суштества. 10 митови и легенди прераскажани од Стефанија Леонарди Хартлеј. Огнената птица. Длабоко во руските шуми си живеел волшебникот Кошеј, познати како бесмртниот затоа што ништо не можело да го убие. Еден ден, еден принц кој се викал Иван и кој јавал низ шумите ловејќи дивеч, застанал во близина на неговиот замок. Чудната светлина која доаѓала од градината на замокот му го привлекла вниманието на младичот, па влегол низ портата и дошол до едно големо дрво кое стоело на средината на еден овоштарник. Прекрасни плодови кои изгледале како да се направени од злато виселе од гранките на дрвото. Иван бил толков чудовиден што едноставно стоел таму и некое време се джарел во прекрасните плодови. И тогаш, одеднаш забележал нешто скриено во крошната на дрвото. Тоа била една необична птица со црвени и златни пердови, толку сјајна што изгледала како да гори. Принцот, кој до тогаш ништо немал уловено, си помислил каква среќа и скокнал по птицата. Но птицата која можела да зборува го замолила: Добар принцу, те молам, имај милост, биди арен. Еден пердов мој ќе имаш, толку убав, толку шарен. Зарем мислиш дека доволен е пердов еден кога лесно можам да имам цел плен вреден? И одговорил Иван. Но птицата закрескала. Но овој пердов е посебен и редок. Во неволја штом си, во момент тежок, само замавни со него 2-3 пати ти и ќе долетам дур трепнеш за еден миг. Принцот помислил за понудата и решил да ја верува на птицата. Па така ја поштедил во замена за перду во боја на огнот. Во меѓувреме паднала ноќ. И Иван се готвел да замине од замокот кога слушнал звук на весела смеја. Љубопитен решил да се скрие зад едно дрво, па потоа видел 13 прекрасни принцези како доаѓаат на кај него. Тие трчале, играле и танцувале низ целиот овоштарник. Иван се влюбил на прв поглед во девојката на чело на групата и излегол од своето скривалиште за да се представи. Од првим принцезите се сплашиле од него, но тој ги убедил да не се плашат, велејќи им дека нема намера да ги повреди. Тогаш Зариевна, девојката која му го украде срцето, исчекорила напред и свикала: Оди си, од Кошеј се плашиме сите до едно. Не зароби за навек, тоа е нашата судбина, бедна. Во борба никој никогаш не му е рамен. На крајот сигурно ќе те претвори во камен. За да го разубеди од намерата да остане, таа му ги покажала статуите на 12 витези кои се обиделе да ги ослободат. Но принцот, кој имал благородно и широко срце, одбил да си замине. И така, во мугрите кога принцезите се вратиле во замокот, Иван ги следел. За несреќа 2 ужасни чудовишта кои ја чувале предната порта го заробиле и го одвеле пред нивниот господар, кој подбивно му рекол: Премногу сум моќен за тебе. Зар не знаеш кој сум јас? Ќе те претворам во камен со магијата моја во овој час. Како и сите други пред тебе кои многу ми мудруваа, па поради тоа за казна кипови стана, се скаменуваа. Потоа го кренал своето волшебно стапче и ја фрлил својата страшна магија на Иван. Во тој миг Иван се сетил на пердувот што му го даде огнената птица. Одеднаш го извадил од джебот и замавтал со него. Токму како што му вети, огнената птица влетала низ прозорецот, мавтајки со крилјата и застанала меѓу волшебникот Иван, поставувајќи се како штит. Фатете ја птицата, им викал Кошеј на своите чудовишта. Но птицата им фрлила магија на тројцата. Ви наредувам да танцувате сите и нема да запрете до крајот на дните. Волшебникот и стражарите почнале трескавично да танцуваат на звукот на брза музика и не можеле да си ги контролираат телата. Те молам, направи да престанеме, не можеме да издржиме, молел Кошеј. Но птицата ги оставила да танцуваат се додека не се струполиле на подот и заспале исцрпени.
Додека волшебникот и неговите стражари спиеле, птицата му рекла на Иван: има само еден начин да се убие Кошеј Бесмртниот. Треба да го скршиш јајцето во кое е скриена неговата душа. Ќе го најдеш во едно ковчеже закопано под едно стебло во овоштарникот. Иван истрчал во градината пред замокот и копал под дрвото кое му го покажала птицата. И така го нашол ковчежето и го скршил јајцето. Волшебникот исчезнал за секогаш во облакот Чад, заедно со замокот и со ужасните стражари. Сите негови магии биле скршени, па девојките веќе не биле заточенички, а сите скаменети витези повторно живееле. Следниот ден, Иван и Зариевна ја прославиле својата венчевка и си живееле среќно за секогаш под заштите на огнената птица. Ако сакате да ја дочитате оваа книга, можете да ја пронајдете во продажните места на Просветно дело.